Ова ќе биде една најава пред тематско читање, ќе биде колективно, групно читање за сите вас. Ова ќе биде едно исчитување од тарот картите, кое ќе има две групи и темата на ова видео ќе биде за сите вас љубовни, магични промени до крајот на 2025 година. Ајде да одредиме две групи, можете да си изберете која ќе посакате, можеби и од двете групи ќе изберете една. Нема да резонира со секој од вас, но ова е најава за исчитување од тарот картите, групно читање и ќе биде тематско читање во две групи. Љубовно, магично случување до или пак магичен преокрет во љубовта до крајот на 2025 година за сите вас. Се гледаме во групното исчитување од тарот картите. Поздрав! И добре дојдовте прва моја група за сите вас кои ја избравте оваа карта. Магични промени во љубовта до крајот на 2025 година. За сите вас, најверојатно ќе треба да најдете излез од некоја ситуација, да отклучите нешто што досега било заклучено или пак да донесете битна и важна одлука во вашиот сегментен живот. Да морате да донесете одлука по повод ваша љубовна енергија и вашиот љубовен емотивен живот. За други пак од вас ќе значи дека за овие 2 месеци ќе комплетно донесете ваша одлука и ќе го отклучите вашето срце и ќе го подарите некому. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите за вас. Да видиме каде треба да обрнете внимание или пак да земете смерница за ваше магично случување во љубовта, магичен преокрет, како сакате земете до крајот на 2025 година. Ајде да видиме што ќе треба да преземете, какви магични случувања или пак преокрети ќе се случат во вашиот сегментен живот. Медитирате, правите планови за нешто што токму ќе ви го обземе срцето и ќе ве направи витални во љубовна енергија. Да морате да прославувате, некој од вас и ќе застане на лудиот камен наскоро, ќе биде запросен или пак ќе биде во заедница со неговиот партнер, доколку го имате, доколку не, ќе треба да направите ваша одлука по повод вашата виталност и медитација за она што го манифестирате, да го отклучите, за да токму се појави партнер кој што и го посакувате или пак сакате да влезе во вашиот љубовен живот. Енергија да вашата иднина со овој партнер биде во прославување, во огромна прослава. За други пак од вас ќе значи дека вие ќе победите една ваша неодлучност по повод љубовниот сегментен ваш живот, да отклучите ваша емотивност, да бидете во енергија да медитирате и да донесувате битна и важна одлука
по повод вашите емотивни искажувања врз персона која што е за некој од вас овен или лав во хороскоп, или па има доминантен знак во овен или пак лав во хороскоп, да донесете битни и важни одлуки во вашиот сегментен љубовен дел, вашата емотивност да се искачи во виталност. Со сонцето вие постигнувате врв во вашиот љубовен сегментен живот. Онака како што исте манифестиране, го добивате моментот да бидете во енергија или на запросување, или да вашата врска љубовна се искачи на многу повисоко ниво, значи да влезете во исто живеалиште со вашиот партнер, да заедно ги донесувате битни и важни одлуки со вашиот партнер и да постигнете една максимална енергија, а тоа ќе биде победа над вашите емоции досега, додека исте се труделе да бидете во енергија, да донесете битни и важни одлуки во вашиот љубовен живот. Значи, магичната трансформација во вашиот љубовен живот или пак магичниот преокрет во вашиот љубовен живот до крајот на 2025 година е да вашата виталност биде отклучена, да можете да вашата манифестација биде во енергија да биде спуштена во реалност и да биде во енергија на прослава, прославување, заеднички живот, некој пак на лудиот камен за најскоро време и со вашиот љубовен партнер да бидете во една корелација, во една кохеренција, да вашата иднина, вашата материјална и вашата љубовна енергија бидат во кохерентност, стабилност, каде што и двајцата ќе прославувате и ќе бидете во енергија на победа за сето она што се случило во претходниот период. За некој од вас магичната промена ќе дојде преку близаначката душа или пак вашиот близнак, сродна душа која што е и ваш љубовен пламен, да бидете во една кохерентност, хармонија и љубов до крајот на оваа година или пак 2025 година. Ајде да видиме и овие карти што ќе кажат. Се отварате комплетно пред оваа персона. Токму така. Градите една огромна заедница која што ќе биде, се надевам до крајот на животот, влегувате во една ваша момент на зачувување на сите емоции што ги имате, да си ги дадете во коренот на вашето стебло и да изградите ваше љубовно стебло кое што ќе биде во реалност и ќе биде во отклучување на ваша манифестација и ваша витална љубовна енергија, да вашата љубов влезе во едно огромно стебло кое што ќе води во убава реална енергија, каде што ќе има и љубов и емпатичност за сите вас. Ајде да видиме и што уште.
киперкартите. Што ќе ни кажат и киперкартите, како за крај на првата група. Дали треба да обрнете внимание, токму така, да се окупирате на вашата работа, околу љубовта. Ваша работа е да отклучите ваша работна љубовна енергија. Може би оваа персона и не ја знаете, но ја манифестирате, а може би ќе биде дел од вашата окупација или пак вашата работна енергија, може би заедно ќе работите или ќе биде ваш соработник. Добра иднина ви следува со оваа персона. Добивате порака или позив од оваа персона до крајот на 2025 година, како магични промени. Доколку ја познавате оваа персона и сте во љубовен однос со истата, оваа персона комплетно е загрижена за вас. И добивате подарок, а тоа е една огромна љубовна енергија која што и тарот картите ни ја најавуваат, а тоа е дека ќе бидете и ќе влезете во енергија на 4 штапови или пак енергија која што ќе биде или запросување или заеднички живот, одлука која што самите ќе ја направите по пат на медитација и ваша манифестација. Енергија каде што и самостално вашата витална љубовна енергија ќе се искачи на повисоко ниво. Оваа персона ве носи во неговото срце и е премногу искрена. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека токму и ќе ја запознат оваа сродна душа или пак близаначка душа, која што ќе биде до крајот на оваа година во една реална љубовна енергија, каде што и магичните промени ќе бидат токму сегментен дел. Да, овој близнак е вашето срце и вие сте во неговото срце. Да вашата љубов биде во пламен, во љубовен пламен, во една кохерентна хармонија и во една огромна љубов која што и за некој од вас ќе биде во озваничување брак и брачен статус. Ја на вам ви посакувам едно многу убаво, успешно енергетско битие и да крајот на оваа година и почетокот на идната ја дочекате со вашиот близнак, вашиот љубовен партнер кој што и токму ве посакува и е комплетно внесен во вашата енергија, а тоа е љубов. Се гледаме во наредно видео. Поздрав! И добре дојдовте друга моја група за сите вас кои ја избравте оваа карта. Ова е карта на расчистување или пак VIP енергија, да нешто треба од вашиот љубовен сегментен живот исчистите. Дали тоа е енергија која што ви попречува во емотивноста, да не можете да донесете прави битни одлуки за вашиот љубовен сегментен живот, или пак енергија да некој треба да си замине од вашиот живот за да вие го видите моментот на вашата љубов и да дојде права персона која што ќе биде дел од вашиот љубовен сегментен живот, токму вие. И магичните промени кои ќе се случат во љубовта до крајот на 2025 година е да токму нешто исчистите во вашиот љубовен живот. Ајде да видиме тарот картите што ќе ви порачат втора моја група.
што ќе треба вие да исчистите во вашиот љубовен живот, за да можете да имате магични промени во љубовта. Ајде да видиме. Хермит. Втора моја група, вие сте во една хибернација или пак енергија каде што се одмарате и размислувате, енергетски, духовно се воздигнувате поради тоа што те преживеале во претходниот период една огромна повреда. Таа не е ни мала повреда, која што 3 мача и 10 мача се енергија да некој комплетно ви забил нож во грб. Енергија каде што и срцето ви го распарал. Дали се работи за енергија да оваа персона ве издала, ви го повредила срцето, ви направила момент да не можете да бирате и ве застанала во љубовниот сегментен живот, а вие сте се давале премногу. Токму вие и вашата магична промена во љубовта ќе биде да сето ова го исчистите од вашиот сегментен љубовен живот, да оваа персона ја ставите. За некој од вас ќе биде и кармична персона која што и сте требале да научите некоја лекција од оваа персона. И токму ова повредување за да можете да донесете битна и важна одлука по повод вашата љубовна енергија и вашиот љубовен статус. Моментот на тркалото на среќата или пак на судбината и големата аркана The Moon, енергија, месечина, која што ствара илузија, да, повремено, но енергија е да нешто е се уште прикриено во вашиот љубовен живот, е да не се навраќате на оваа кармична персона, туку да ја исчистите сета болка, сета енергетска енергија од оваа персона која што се уште ја носите, е дека ќе треба промените да ги направите токму до крајот на 2025 година, за да можете да го придвижите вашето судбоносно тркало или пак тркало на среќата, енергија каде што ќе биде и во можност да се уште имате некои илузии доколку се работи за да сретнете нов партнер во вашиот сегментен живот, љубовен живот, е да не ги стварате илузиите и да не ги прикривате моментите на повреда, него само да гледате напред во вашиот љубовен живот и да не размислувате дека секој нареден партнер што ќе дојде е дека е ист таков партнер како што сте го имале во претходниот период. Магичните промени во љубовта е да можно е да влезе во вашиот љубовен живот персона која што малку е илузионарна, има повеќе имагинација во незините емоции, може се работи за персона која што е риба во хороскоп или пак има доминантен хороскопски знак во неговиот натал или незиниот натал, риба, енергија да оваа персона премолчува повеќе работи, но е во енергија да биде тајна. Дали вие ќе бидете тајна на оваа персона или пак ќе отпочнете една тајна љубовна врска,
а понатаму ќе се одвива во нешто подругачи, или пак вие сте тајна во срцето на оваа персона која што одамна се труди за да дојде во вашиот љубовен сегментен живот, но не може затоа што вие сте во енергија да болувате и преболувате стара персона кармична која што 10 мачеви се 10 крајни мачеви кои што најавуваат и нови почетоци или трансформација во љубовта за вас. Тарот картите ви наговестуваат да се спремите за една добра и енергетска персона која што ќе влезе во вашиот сегментен живот до крајот на 2025 година, која што ќе ви биде лојална, верна, ќе имате верба во оваа персона и оваа персона ќе ви ја врати вербата во љубовта. Енергија да вие и верувате на оваа персона да ви биде истрајна и сигурна во вашиот љубовен сегментен живот. Ајде да видиме и овие тарот карти што ќе ви порачат. Ќе бидете стрекни. Оваа персона ви носи среќа во вашиот љубовен живот. Магичните промени ќе се случат токму сега, до крајот на 2025 година, која што вели ќе бидете во енергија да бидете стрекни. Оваа персона ќе ви направи можност да пригрлите среќа, да бидете стрекни со оваа персона која што ќе влезе во вашиот љубовен живот, во вашиот љубовен енергетски дел, како што и ќе ви ја врати вербата во љубовта. Може би оваа персона и ваш пријател кој што долго време се труди да биде во ваша љубовна енергија, но не може да дојде затоа што вие сте во фаза на излекување. Ајде да видиме. Спремете се за едно патување. Ова патување ќе ви биде магични промени до 2025 година во љубовта. Ова патување ќе ви биде можност или да отпатувате физички, или да отпатувате психички, како бисте се одмориле и би отфрлиле оваа негативна енергија која што сте ја имале во претходниот период во љубовта. Промените ви се тука, на сам пат, во вашето патување со оваа персона. Огромна трансформација ќе доживеете, ќе добиете генерална битна порака за некој од вас, каде што и ќе бидете изненадени од оваа персона која што за некој од вас ќе значи дека е ваш долгогодишен пријател, а за други пак од вас ќе значи дека ќе го запознаете на вашето патување, доколку се работи за физичко патување, доколку се работи за психичко патување, ќе биде момент да оваа персона ви помогне на тоа патување, да можете да излезете од оваа негативна енергија во љубовта, кармична персона која што и ви дала добра лекција, токму така. Излечете го вашето љубовно дете во вас. Енергија која што вели вашето љубовно дете кое што секогаш ќе пригрли и ќе биде во енергија да
се вратите во верување и да бидете во стрекна и задоволна енергија која што тарот картите вие најавуваат енергетската, љубовна, магична промена во вашиот љубовен живот до крајот на 2025 година. Втора моја група, исчистувате една голема кармична енергија која што и требала да се случи за да ви донесе можност да можете да го видите овој сегментен дел вашата судбина, која што вели тркалото на стрекната судбина е да бидете верни сами на себе, да вашето дете му допуштите да сака и да пригрлува повторно, за да биде стрекно, за да можете да патувате во вашата трансформација и промена до крајот на 25 година. Ја вам ви посакувам една огромна љубовна трансформација да доживеете како што и треба и да бидете стрекни и весели, да вашето внатрешно дете го повторно разгорите и му ја вратите вербата во љубовта. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!